Но на крајот на криштата секој проблем и предизвик треба да биде надменет. И ако го сметаш за дел од твојот идентитет, веќе малку го есенцијализираш и тоа веќе се повлекува некои други ризици. Мене ми се има случувано, ќе се скарам со пријател, да речеме, или ќе го прашам ChatGPT кој беше во право, нели, ќе му кажам ситуацијата што се случило. Секогаш ќе ми каже дека јас сум бил во право, дури ако знам дека не сум бил во право. Британците они мислат дека ако си дошол на Оксфорд, престиж од тебе толку ќе те значи, не мора да те платат соодветно. И он збори за таа разлика помеѓу искусена среќа и перцепирана среќа. Кога ќе станеш родител, нели, иако е една од аспирациите што повеќето од нас ги има цел живот, ама кога конечно ќе се случи тоа, day to day ти си понесреќен. Христијан, како си? Добар, фала на покана. Еве празнично дојден малку во Скопје да се видам со пријатели, со семејство. Инаку во Виена сум. Сега живеам таму веќе некои 2 години, ама дефинитивно Скопје е се уште дома и ако гледам дека и овде брзо се менуваат работите, понекогаш го имам она диаспорско чувство дека веќе не е мој град во смисла дека некои работи на кои што сум навикнат веќе не се исти, ама секогаш ми е мило да сум тука и еве поседов 2 недели, така да во добар момент мислам дека ме фаќаш. Да, јас баш пред некој време тоа кога ти пишав видов тука е, дај да му пишам да видиме дали ќе може да успееме да се договориме. Да, ми беше мило ептен бидејќи ти имам гледано и некои претходни епизоди, така да. Да, баш ми е мило и знаеш, убаво е пошто најразлични, освен професорот Марковиќ, можеби што сме зборувале повеќе со него на оваа тема на самиот почеток на подкастов, еве 2 години после почетокот пак ќе зборуваме за некои од овие теми кои што мислам дека се доста важни, а не често се забораваат и не се зборуваат толку, таа некоја поврзано со политичките дејствија и текови настани, со менталното здравје и како увертира тоа, баш заборав да ти спомнам пред само почеток, може и си видел, баш пред да почнеме да снимаме, видов дека Јапонија воведува министерство за самотија, ќе му да е loneliness. Интересно. Така што они политички го се обидува да решат тоа некое прашање, ама пред да навлеземе во сите овие теми, сакам да те прашам за почеток, како и за сите гости, така и за тебе, што за тебе представува ментално здравје? Прво, бидејќи го спомна професорот Марковиќ, се знаеме, тоа се што би рекле на англиски, нели, големи чевли да се пополнат, така да сега многу ги крена очекувањата дека не се надава до толку публиката. Па ментално здравје за мене е секако еден убав современ концепт кој што мислам дека ни е многу потребен денес и мило ми е што нашата генерација, сега ти си малку помлад, ама мислам нема да ти пречи ако зборам колективно. И тоа е интересно, еве јапонците ги спомна, сега одма правам дигресија, ама не знам дали знаеш дека на јапонски, не зборувам јапонски нормално, ама имам слушнато дека они имаат два различни типа на ние. Кога велиш ние и го вклучуваш и соговорникот, има еден збор за тоа, има друг збор за ние кога зборуваш за мене, за некој друг, ама не и за човекот со кој што разговарам. Ги викаат инклузивно и ексклузивно ние. Сега не знам тоа како им функционира со ова со самотијата, ама да се вратам на прашањето, значи мислам дека нашата генерација, еве ќе зборувам во множина, има согледано дека ментално здравје и сите практично целата интроспекција што ја правиме, дека е еден голем нет позитив, дека е убаво да бидеме во дослух со нашите емоции, дека тоа не прави позадоволни, не прави попродуктивни, не прави посмирени и поуспешни на крајот на краиштата. Така што се разбира, јас како истражувач и особено како квантитативен истражувач, сакам да размислувам низ призма на овие трейд-офс, нели, значи секогаш на плусеви и минуси, така што многу е важно, пак ќе употребам лошо преведена англиска фраза, да не го фрлиме и бебето со водата од бебето. Така што ќе почнеме, мислам, оставам на тебе во која насока сакаш да го развиеме моабетот, бидејќи нели ментално здравје е многу широка тема, но мојата вака една почетна теза би била дека ми е многу мило што луѓе веќе не гледаат на терапија како табу. Ми е многу мило што имам и блиски пријатели кои што оделе на терапија и на кои што терапијата им помогнала и така натаму. Пред се убаво што и во секојдневниот живот можеме да разговараме отворено на тие прашања, значи дури мислам дека еве и во позатворени општества го има нели родовиот момент помеѓу мажи пријатели секогаш е потешко, но мислам дека тие некои табуа гледам дека и во мојата група на пријатели и во Македонија и во странство гледам дека тоа е пробиено, но во однос на овој момент на трейдов една статистика споделив баш на социјалните медиуми пред некое време, случајно ми излезе на Твитер,
Затоа прашањето мислам беше баш кај Gen Z генерација, прашањето беше дали го сметате менталното здравје, односно менталните проблеми, дали ги сметате како дел од вашиот идентитет. И некој огромно мнозинство, мислам 70-80% има кажано да. И сега оде они споредува по генерации, кај постариве генерации, значи од од millennials практично, па постарите, само се намалуваше бројката и не знам кај нашите родители, дури и постари луѓе, беше некој 30%, значи тука имаме огромен генерацијски јас од тој аспект, но малку како да бев загрижен и од резултативе за Gen Z, затоа што јас не го сметам, мислам, се разбира, сите имаме ментални проблеми и предизвици, убаво е да бидеме свесни за нив, но на крајот на криштата секој проблем и предизвик треба да биде надменет. И ако го сметаш за дел од твојот идентитет, веќе малку го есенцијализираш и тоа веќе се повлекува некои други ризици. Така да еве тоа би ми било таа некоја почетна теза. Да, е интересно е што и мислам дека и тоа го имаме зборен со неколку различни луѓе баш на оваа тема, поготово со луѓе кои што се професионалци од менталното здравје, колку само од една страна е многу убаво и за поздравување разговорите кои се одвиваат сега и кој што кажа ти не гледаме веќе на одење на терапија како табу, ама по друга страна како да се оди во друга крајност и да се релативизираат некои проблеми. Знаеш, кога сите дојдоа по сигурно ја знаеш и ти, кога дојдоа по евреите, не кажав ништо, кога дојдоа по овие, не кажав ништо, кога дојдоа по мене немаше никој повеќе кој да каже нешто. И мислам дека имаме такво нешто кај што е убаво и е здраво да се зборува, ама од една страна има и некоја претераност во и релативизација, дека окей да имаш депресија, окей да се чувствуваш тажно, да има фрустрација под стрес, ама како ќе одговориме на сето тоа? Да, па тоа е всушност оној крај Wolf феномен, значи волк, нели, кога од се правиме, кога во сите ситуации правиме од мува слон, тогаш веќе го девалвираме менталното здравје и ја девалвираме депресијата, нели, и посериозните проблеми. Мислам дека живееме, нели, во едно многу индивидуализирано општество и тоа во суштина е последица, значи, на едни цивилизацијски придобивки, на фактот дека еве сме нашле пазарна економија која што сепак најдобро функционира од сите системи, значи е најмалото зло, така да се изразам, и сега ние во рамките на таа пазарна економија сепак не смееме да дозволиме да го фрлиме бебето со водата од бебето и да влеземе во таа некоја хипериндивидуализација, значи тоа е секогаш, нели, ризикот. ChatGPT ми паѓа на ум, нели? Сигурно и со другите гости кога разговараш за ментално здравје се поврзува со овој мојабет. Многу луѓе го користат како терапевт. Сега имаше со Сем Алтман едно интервју, гледав сега скоро, он вика дека кога го прашуваат што те држи навечер буден во однос на ChatGPT, он најмногу го спомна самоубиството, нели, проблемите со менталното здравје и дека, нели, он израчунал дека колку има таму 100 милиони, мислам дека има дневни корисници на ChatGPT и сега ако он израчунал дека секој 10 го користи за ментално здравје проблеми, и после прави некоја пресметка со колку луѓе се убиваат и тој се чувствува дека ако нели не успел да им помогне, дека практично на некој начин ги носи на душа, така да свесни се и овие нели big tech ликови дека најмногу треба на тоа да внимаваат кога ги развиваат своите алатки, но причината зашто го споменав ChatGPT е што ми личи дека забораваме понекогаш дека еве и терапевтите, иако сакам да мислам дека нели тоа е една емпатична струка, значи луѓе што влегуваат во таа професија го прават тоа за да им помогнат на луѓето и така натаму. Треба да сега можда јас сум малку прециничен за мојата возраст, пошто еве уште сум под 30. Ама свесен сум за тој момент дека терапевтите имаат и нели некој свој интерес, значи секој терапевт сака барем во догледно време да продолжиш да одиш на терапија, а за да го постигне тоа, тие тоа ќе го наречат да изгради доверба со тебе, но јас малку поцинично би се изразил, сепак сака понекогаш да ти го кажува она што сакаш да го чуеш. И тоа е со мене еден од најголемите проблеми со терапијата и тоа особено го гледам во случајот со ChatGPT, затоа што ChatGPT нели го има оној синкофантски момент, како што го нарекуваат на англиски, или полтронски, каде што ти го кажува она што сакаш да го чуеш, бидејќи на крајот на криштата сепак е производ. А секој производ, се враќам пак на моментот со капитализам и со индивидуализација, е дизајниран за
за да те задоволи тебе и да ти го даде оно што во моментот мислиш дека го сакаш, без разлика дали тоа е долгорочно добро за тебе. Бидејќи мене ми се има случувано, ќе се скарам со пријател, да речеме, или ќе го прашам ChatGPT кој беше во право, нели, ќе му кажам ситуацијата што се случило, секогаш ќе ми каже дека јас сум бил во право, дури ако знам дека не сум бил во право. И сега ти можеш да му даваш нели инструкции, ама биди реален, сакам да ја чуем вистината, он пак ќе ти го. Така што кога зборуваме за овие големи технолошки алатки, мојата грижа не е дали ќе успееме ние да постигнеме General Intelligence, Super Intelligence, мислам дека тоа е само прашање на време, а не на дали. Ама не се технолошките аспекти, туку овие економски аспекти се тие што се пресудни и општествени, дека сепак на крајот на криштата е производ и треба да бидеме свесни за тоа. Да, исто и со социјалните мрежи. Тоа е некој почеток на што не доведе сега да бидеме во ситуација да го имаме ChatGPT. И како и они од сам почеток да служат за комуникација на студенти на Харвард и на кои други универзитети, да дојде до мултибилионска компанија која што се само не тоа што сакаше да биде на самиот почеток. И мислам дека тоа е она кое што некојаш го забораваме и знаеш, кога размислуваме за ментално здравје, тоа ми е секогаш интересно кога ќе прашам некој гостен да дојде на подкастот, вика ајде јас што ќе зборам за ментално здравје. Бидејќи, знаеш, од една страна имаме и перцепција дека тоа е нешто големо, огромно, тоа може само професионалци да зборуваат, ама не за секој. Ја немам исти проблеми како и ти. Ја немаме ние исти проблеми како некој друг. За некој да, треба терапија, треба некој што треба сериозна медицинска помош надвор од само одење на терапија. Ама за повеќето случаи е потребен разговор. Така. За повеќето случаи, за повеќето од нас не треба некој да те изслуша. Не мора да биде тоа терапевт, може да биде некој дома, да му кажеш како си. Затоа и сакаме преку подкастот да биде како чека, не сите треба да одиме на терапија. Не на сите ни треба терапија, иако да, е добро да се посетува доколку имаме реални проблеми и потреба за тоа. И треба да знаеме што ни е целта и да поставиме некоја крајна точка, нели, од вака временски аспект. Што разговаравме претходно, се сакав да се надоврзам на некои од овие моменти. Го спомна разговор, значи баш тоа е нели јадрото на терапијата, сепак разменуваме мислење и се обидуваме со стручно лице секако да дојдеме до некој заклучок. Убаво е што во општествените науки, пак сега поаѓам како што реков, нели, како квантитативен истражувач, демограф. Убаво е што се обидуваме не само последниве години, него последниве децении да го измериме менталното здравје, да ги измериме интервенциите, колку некој успел да се го подобри и како што рече, различни проблеми ќе изискуваат секогаш различни решенија. Има еден институт што особено ми се допаѓа, британски, се знам со основачот од времето кога живее во Англија, се вика Happier Lives Institute, и они баш прават вакви евалуации, значи на разни интервенции од областа на менталното здравје, колку биле успешни. И можеш таму и потоа да видиш која хуманитарна организација или невладена е најефективна и да знаеш потоа каде да донираш. Значи со твоите, да речеме, $100, каде ќе направиш најголем ќар за општеството. Тоа е поврзано со овие идеи на ефективен алтруизам, сигурно си ги чул и така натаму, така што мене ми е мило што еви ние како истражувачи тука најмногу можеме да придонесеме со софистицирани методологии, да пресметаме како да направиме најмногу добро, нели, тие така го нарекуваат тоа. И една кратка поента само поврзана со ова, еден од заклучоците е дека баш затоа што разговор не е скапа работа, нели, интервенциите од оваа област се обично најкост-ефективни интервенции. Со релативно мала инвестиција можеш да направиш најмногу добро. Дури последните табели што ги гледав за маларија, еве конкретна болест од физичко здравје, тоа е обично број 1, бидејќи најчесто најефикасната интервенција е да поставиш мрежички за комарци. Тоа не кошта нели многу пари. Ама после маларија, втората најпревентабилна од овој аспект, вториот најпревентабилен проблем се обично проблемите со менталното здравје. Да се има чисто на ум. Да. Да, и тоа е она не е квантна физика, не е rocket science. Ни треба разговор, ние сме суштества, човечки суштества создадени да бидеме со други луѓе, не да бидеме сами. И тука е она кога ќе можеме да имаме разговор, мислам дека ќе се нормализира
и како гледаме на работа и како гледаме и како се однесуваме со менталното здравје. Тука е добар почеток и затоа како си е она прашање кој што знаеш и на други јазици најчесто имаш такво прашање кој што како си, добро сум, ти како си. Нема, знаеш, е многу важно, ама е многу лесно се занемарува. Тука извини ако те влегов во зборава, ме потсекаш баш на моментот што најмногу ме нервираше во Англија додека живеев, а вкупно 6 години живеев таму, 3 за додипломски и 3 после за докторатот, и они секогаш те прашуваат, нели, are you all right? И со тоа суштина е како си, ама која во формулацијата веќе има дали си добро, како да прејудицираат дека си добро и ти само треба да климнеш и да си продолжиш. Да, исто ја у Америка док бев таа година дена WhatsApp. Да. И сега како да му одговориш? Да знаеш, нема не можеш да кажеш дека си даун, можеш да бидеш ап. Да. И тука е интересното. Сакав и за тебе да те прашам, од кај доаѓа на пример кај тебе таа идеја и желба да работиш ова што работиш, да се занимаваш со истражување на некои од важни теми кои што, знаеш, се занемаруваат многу лесно, ама некој треба да ги истражи, да имаме информации за повеќето работи, повеќето процеси кои што се случуваат во самото општество. Па, зависи од кај ќе тргнеме, мислам. Јас бев политиколог, зборувам во минато време затоа што тоа ми беше областа нели на основните студии, на додипломските, и потоа со мастерот, а особено со докторатот отидов малку во поквантитативна насока, прво со методи, а и тематски почнав да се занимавам еве со демографија, наталитет беше темата на мојот докторат, стимулација на наталитет, различни политики за тоа, а сега на институтот каде што работам во Виена се занимавам најмногу со јавно здравје и со цигари. Ама од добрата страна на проблемот се обидуваме да придонесеме луѓе да пушат помалку. Така што еве со докторатот стимулирав позитивно однесување или барем луѓе што сакаат да имаат деца, како да им обезбедиш да го остварат, да остварат таа желба, а сега се обидуваме да обесхрабриме негативно однесување, пушење. Така што мислам дека има тука еден морален елемент, значи сакам да правам добро, нели се враќаме на претходната тема. Но истовремено мислам дека е и голем интелектуален предизвик. Значи да не се лажеме сите кога се обидуваме, дури кога имаме свесна цел да направиме нешто алтруистички, сепак поаѓаме до некаде и од себични побуди, и тоа е убаво да бидеме свесни и да бараме совпаѓање помеѓу себичното и алтруистичното, затоа што кога само од алтруистични побуди би ги правеле работите, тогаш би немало разлика, нели, дали делиме пакетчиња за нова година или предаваме некој предмет, некои часови држиме на мало дете или чистиме ѓубре на улица, значи тоа би било сеедно која од овие, ама не ги правиме сите ние сите овие работи, туку си го бираме тоа што нам интелектуално, карактерно најмногу ни одговара и при тоа се обидуваме да направиме и нешто добро. Така што за мене тука интелектуалниот предизвик, бидејќи секогаш овие големи прашања, значи моментот дека ти со соодветна методологија ќе го најдеш најдобриот начин да развиеш политика што потоа, нели, и во случајот со наталитетот и во случајот со цигарите, со даноци работиме, инаку не го спомнав тоа, значи гледаме кога оди цената на цигарите нагоре, дали луѓе пушат помалку, тоа ни е предметот, темата на проектот. Така што кога гледаш дека може илјадници луѓе да имаат, да бидат засегнати од тоа како ти ќе дизајнираш политиките, одговорноста е нели поголема и интелектуалниот предизвик со тоа е поголем. Тоа мислам дека ми била главната побуда. Да, и интересно е што убаво го кажете и не сум го размислил на тој начин, бидејќи точно тоа е така, знаеш, ние не како си представувам како деловите на нашето тело. Не секој раката и ногата ни требаат, без нив не може да функционираме максимално, ама не вршат иста работа. И така сме ние како општество. Ти вршиш една работа од некои морални, сакаш да направиш местото подобро, јас вршам друга работа на друг начин, ама сите заедно функционираме во едно општество, каде што секој си има своја улога. Така е, да, и системот тука, нели, да ни овозможи, иако целта, пак ќе речем, индивидуализирано општество сме, секој си го гледа и својот интерес, но системот тука да се осигури дека мојата слобода завршува таму каде што ја нарушува твојата, нели, онаа фраза што сме учеле сите. Да. Сега кажи ми малце за твоето време поминато во Англија, бидејќи е интересно и е многу поразлично од тука, и плюс одиш на да се дообразуваш таму. Колку е, мислам, како тоа влијаеше врз тебе
и интелектуално и од аспект на ментално здравје твојот престор во Англија? Па има една реплика, сега не знам кај ми текна баш ово да го цитирам, ама од еден филм на Вуди Ален, може и за филмови да збориме после, и тоа еден од пославите би рекол филмови на Вуди Ален, Вики Кристина Барселона, кај што Скарлет Джохенсон нели вика важно е да знаеш што не сакаш во животот. Тоа важи до некаде за мене за Англија и Америка, мислам многу сум им благодарен на тие држави и особено на универзитетите каде што сум студирал за професионалниот импакт што го имале врз мене, но во однос на друштвен живот не можев никогаш да се замислам себе си долгорочно таму. Е сега мислам тука нели онаа ограда е дека луѓето го прават местото, значи не е дека ако се поклопат коцките дека би ми сметало да се вратам во Англија еден ден. Секако тоа се и многу меѓународни средини каде што секогаш ќе најдеш луѓе што ти одговараат, но мојот однос кон тие култури се базираше на тоа некое наше вака пак темелно, коренето, фундаментално би рекол недоразбирање што сме го имале во однос на хумор, во однос на секојдневие како пристапуваме, бидејќи јас иако веќе 12 години сум, речеш си целите тие 12 години сум во странство од 2012, леле веќе се скоро 14, ова треба да се го апдейтирам. Ама сепак мислам дека имам задржано многу од оваа балканска нематеријална култура што ја вика. Значи не дека јадам ајвар дома, туку овие начини на однесување ми се мене поважен дел од мојот културен идентитет, во смисла дека сум прилично директен човек, не сакам да газам на јајца, мислам дека се доживувам барем себе си, се надевам дека еве ако луѓе што ме знаат го слушаат ова ќе се согласат дека имам емпатија во мене и дека кога ќе загусти секогаш сум тука за да им се најдам на луѓето околу мене, но не сум толку добар, а понекогаш и не сакам да бидам добар во онаа некоја изфорсирана емпатија и во она што американците особено, а и англичаните го нарекуваат acceptance love. Значи кога мислиш дека, кога знаеш дека нешто не е како што според тебе не е како што треба во однесувањето на твојот пријател, партнер, сеедно, а не го менуваш тој и не му ни кажуваш, не му го ни посочуваш затоа што го приваќаш таков каков што е. Јас секогаш сум верувал во ова подобрување, реформирање на другиот човек, бидејќи тоа го очекувам и обратно, другите луѓе да се поставуваат така кон мене. Да, има таа разлика и тоа мислам дека неретко и доаѓа до фактот што немаме. Ја тоа го сваќам сега со Аманда, со жена ми, кај што ги имам тие кај нејзе две култури, кај мене една и знаеш за некои работи кои што си мислел дека сме на иста бранова должина, уствари треба да имаме разговор за тоа и како таа гледа на работите, како јас гледам на работи, од каде доаѓаат тие, за да после може заедно да дојдеме, окей, ајде сега да разговарам како заедно ќе гледаме на тие работи. Па да, мислам, ја периодов имав така една поконтемплативна фаза кога го одбранив докторатот пролетоска и мислам имам малку пишувано и претходно, ама тогаш кога ми олесна нели тој професионален товар, напишав уште некој расказ и се пријавив на еден конкурс, а нема врска да не ја шириме темата, ама и тоа е важен дел од мојата личност. Избриката ја насловив Urbi et Orbi. Тоа е ова кога папата нели се обраќа на својата публика, не сум религиозен инаку, ама ми се види како интересна фраза кога папата вели нели на градот, на вас тука, но и на светот. Значи се обидуваме да најдеме она што викаме ние светско, а наше, да бараме сличности, иако сме свесни дека културните разлики дури во период на глобализација се многу силни. Значи не е лесно ти да ги градиш тие мостови, ама па знаеш дека нема алтернатива, дека сите други опции по влекувањето навнатре во себе се само полоши. Ако ми дозволиш еден многу краток пример, банален, ама мислам илустративен, знам дека и ти си по спортот, па можеби ќе резонира со тебе, од фудбал е примеров. Како изгледа играњето фудбал во Македонија или на Балкан и како изгледаше во Англија додека живеев таму. Во Македонија го имаш нели оној проблем дека секој мисли дека знае се, дека малку ако е некој подобар од просекот одма ги распоредува другите, им се дере и така натаму. А во Англија па и се и првово е лошо се разбира, ама во Англија па го имаш она, значи ќе сгрешиш, се знаеш дека си сгрешил, дека не си одиграл како што треба. И практично ти ја навредуваат интелигенцијата до некаде која ќе ти кажат: "Еј, абе немаш среќа, нели, unlucky." И сега ама знам дека не е прашање на среќа, нели, ако е некој подобар, сакам да ми даде совет затоа што сакам уиднина да бидеме како тим подобри. Така да го барам тој некој баланс меѓу двете култури, затоа што и двата овие екстреми, она хиперконфронтација во Македонија или на Балкан и ова комплетна конфликта војденс практично на запад, особено во англосаксонските држави, ни двете не ми се баш померак и се обидувам да најдам некоја златна средина. Да, тоа е убаво прво да се свати од каде доаѓаат тие работи, после да знаеш како ти можеш да функционираш, поготово усредената кај што се. Дали твоето македонско ќе може уопште или мора нешто да смени за да
И не е тоа нужно лошо, значи ако сакаш да живееш на едно место, мора да се приспособиш на каква е самата ситуација таму. Така. Што ти не можеш да тераш со глава од зид. Сепак си гостин таму, да. Па и не само тоа, ако сакаш поготово да живееш таму и си дел од тоа општество, без разлика дали ќе останеш неколку години или останеш за подолго, важно е да пошо ја така размислувам да ти нема на нив да им направиш полошо, сам на себе ги си направиш полошо. Така. Пошо да, можеби ти си во право, ама ќе немаш социјален живот, твоето ментално здравје ќе опаѓа, па и реално и сигурно ќе немаш толку добри и големи прилики за работа, за финанси, бидејќи пак се е нетворкинг, се со кој се знаеш и како се знаеш. Со тоа што баш викаш таму, и тоа е интересно, мислам, ја многу често размислувам низ тие дихотомии тука и таму, и затоа и на оваа збирка што ја спомнав и дадов сличен наслов, ама и тоа таму не е монолит, нели, западневе култури си имаат и доста разлики меѓу нив, и еве сега ако ја земаме и Австрија за пример, државата каде што живеам сега, таму имаат нешто малку од ова условно кажано балканско, значи они се доста директни луѓе, германците уште повеќе, ама мислам и австриците се во таа насока. Они попрво ќе те навредат отколку да ти премолчат нешто, значи обратно од ова што рековме во англосаксонскиве земји, они не се многу топли луѓе, тоа им е различно од кај нас, нели? Ја исто сум малку вака покрут, така да од тие аспекти се пронаоѓам таму, но истовремено ми е многу мило што не морам да се воздржувам, можам да бидам свој, почитуваат искрено, се разбира, зборуваме за едно многу, па се би рекол, напредно општество. Јас окей сум и со тие етикети, нели, кога знаеме на што ги базираме, така што таму ќе знаат тоа да го направат учтиво, конструктивно и така натаму, но ќе си го кажат тоа на што го мислат и во тие некои општествени норми се пронаоѓаме и мислам дека ако ги култивираме како што треба, нашиве вредности и пристапи на Балкан не се многу далеко од тоа. Значи нема да станеме никогаш Англија или Америка, ама барем према овие германско-австрискиве култури можеме да се доближиме во некој момент. Сега да прашам и за интелектуалниот дел, например, знам дека имаш докторирано сега на Оксфорд. Како е, дали некој си го почувствувал тој некој импостер синдром да не припаѓаш таму кај што си, бидејќи еден од ако не еден од најстарите универзитети, секојаш кога слушаме Оксфорд, Харвард, универзитети за кои што се зборува со најголем респект спрема нив. Дали ти имаше такво чувство кое што можеби кога беше таму, или пак ако немаше, зошто мислиш дека се појавува и како се гледа тие работи? Па да, може да го начнеме ова, особено нели ако има и некој што не слуша, размислува да прави докторат, бидејќи јас секогаш викам за повеќето работи во животот, дури да сме само 70% сигурни, нели веќе ги правиме. За докторат стварно треба 95% барем да си сигурен. Затоа што, нели, крупна одлука е многу години од твојот живот, најчесто се скромни стипендиите, дури и на запад, еве на овие извикани универзитети, пак се они многу експлоатативни од аспект на финансии, така што сепак си таму само студент и сепак е, мислам, они го вреднуваат многу во смисла дека го имаш ти после тоа брендот, го имаш почитно на општеството и така натаму, ама не го вреднуваат доволно за да ти овозможат пристоен живот финансиски додека си. Тоа малку исто варира. Австрија, на пример, и скандинавските држави имаат повисоки стипендии за докторантите. Британците они мислат дека ако си дошол на Оксфорд, престижот тебе толку ќе те значи, не мора да те платат соодветно. Така што веројатно веќе насетуваш од мојот тон дека немав сјајно искуство на Оксфорд, јас сум бил отворен за тоа и во многу други прилики. Се разбира, не ми е жал што го запишав докторатот таму, но докторатот секогаш е малку лотарија. Дури и за дали ќе те примат, не зависи толку од квалитетот на твојот предлог, нели оној research proposal, повеќе зависи од колку ќе се најде фит помеѓу тебе и менторката, дали и таа работи на слични теми и дали на крај ќе ви се погоди односот, пошто кога зависиш ти од еден човек кој што треба да те води нели во наредните 4-5 години, и ако не те се погоди после тој однос, тоа знае да биде многу деликатно. Мислам дека повеќе научив еве во однос на делот за импостер синдром, јас учев на солидни универзитети претходно и мислам дека дури повеќе научив на Универзитетскиот коледж Лондон, UCL, каде што бев за додипломски, на Джорджтаун во Америка, отколку на Оксфорд, затоа што понекогаш на тие повторно солидни универзитети, ама не толку престижни, каде што малку се поприземни професорите и сакаат да ти објаснат што како, а не летаат во облаци, не се нели до толку звезди, да речеме. Можеш повеќе да научиш од нив. Да. Како, например, таа академска средина
врз тебе има влијаено. Рече дека си немал најсјајно искуство на Оксфорд и I guess што сакам да те прашаме, како академската средина влијае врз еден студент кој што сака да напредува, без разлика тоа дали ќе бидеш на спомнати Джорджтаун, помал коледж во Лондон или Оксфорд? Да, па мислам академската средина, еве апропо самотија, нели што спомнавме претходно, е по дефиниција доста, особено по правењето доктората, една многу осамена работа. Значи ти имаш период од 4 до 5 години каде што стипендијата обично ти важи за 3, еве пак го истакнувам тој момент, таа контрадикција, каде што ти имаш време на претек, ти можеш да правиш други работи, значи да држиш по некој час некои вежби или да учествуваш на некој друг истражувачки проект што не е од твојата тема, ама во суштина тоа е едното што си го одбрал, што си го пријавил кога те примили и го работиш, после го развиваш 4-5 години. И изискува и многу големи жртви, приватни, изискува многу голема дисциплина, цврст карактер, не би рекол отпорност кон критики, но способност да ги прифатиш критиките, да ги сватиш како конструктивни, дури и кога некогаш не се конструктивни, бидејќи академската фела привлекува и луѓе со големи ега, да знаеш ти да го извлечеш конструктивното, дури и ако од некого било кажано со лоша намера, и особено да бидеш трпелив, да се потсетиш зошто си одбрал темата што си ја одбрал, зошто е таа тема важна и за општеството, но и за тебе како личност. И кога ќе го имаш тоа на ум, нели, полесно ќе те води низ тие 5 години да се потсетуваш зошто го правиш тоа што го правиш. И можеш да најдеш, мислам, ние што правиме докторати сме сепак штребери во душа, нели, така што уживаме да пишуваме трудови, уживаме во целиот оној дури понекогаш и механички, малку мачен истражувачки процес, барање податоци, пошто тука има и многу пипави работи, не е се само и интересни идеи, читаш, гледаш, него има и овие по досадни ствари, еве да ги наречеме така. Ама да се потсетиш дека големата слика, дека севкупно има причина зашто си го почнал тоа патување и дека некаде ќе те донесе. Да, што тебе највеќе ти помогна да истераш до крај целиот процес? Па дефинитивно мрежата на поддршка што имав околу мене. Спортот исто така, морам да го спомнам затоа што тенисот и сега, кога го завршив докторатот, живеам за спортот, мислам, верувам дека тука ќе се најдеме на тоа поле. Мислам дека надпреварот како вредност, еве би се изразил, малку го подзабораваме у денешното општество, затоа што нели бегајќи од онаа хиперкомпетитивност која што секогаш дека нели не е здрава и тука има и родов момент, се надоврзува на овие концепти на токсик маскулинити и така натаму, од тоа секако дека треба да бегаме, но истовремено не треба да го потцениме моментот на надпревар, на градење надпреварувачки дух, нели, на бидејќи тоа ти помага и со самодовербата, но ти помага и да го живееш животот во сите негови бои, значи понекогаш нели оној драйв, оној порив што го имаш од внатре да победиш, да истрежиш во нешто. Ја например секогаш кога играм тенис, кога ќе завршам со мечот, си пишувам 5 работи што сум можел да ги направам поинаку. Така да убаво е во тие 2 сати додека играш да заборавиш на остатокот од светот. Мислам дека психолошки ми помогна многу сите професионални предизвици. Да, па да, ја мислам дека во секоја епизода може ова го имам кажано, ама сметам дека спортот како спорт во било која форма е едно од најважните, ако не е најважна работа за, поготово кога зборуваме за раст, развој на едно дете, на млад човек, бидејќи не 99,9 луѓе кои што почнале играле некој спорт, ја и ти никогаш нема да бидеме професионалци у било кој спорт што сме играле и како деца и сега, ама те учи на многу работи кои што ти помагаат во било кое поле од животот. Еве ти што спомна, јас знам за мене колку само, знаеш, работи имам научено од моите тренери, од моите соиграчи, па од социјален аспект, колку е, знаеш, на прво место кога сум се осетил дека припаѓам некаде у спортска екипа. Така. Бидејќи, знаеш, те тера бидејќи имате надпревари, идете заедно, учиш како е да се биде дел од тим. Сите кога идеш на работа, освен ако работиш сам, пак работиш во дел од некој тим, не е спорт, ама е тим. Да, апсолутно. Не се согласувам, само и моментот буквално на директниот физички ефект што го има врз тебе, значи мене ми се случувало, еве, еден ден да работам, да речеме 8 сати, наредниот ден 6 сати, бидејќи 2 сум одвоил за тенис. Ако тие 2 сати ги направам, ги земам како пауза на пола од тие 8,
дури да ми останат 6, значи 2 помалку, ти гарантирам дека ќе бидам севкупно попродуктивен, бидејќи на сите ни треба нели некој вентил, не само за нас, за нашето ментално здравје, туку бидејќи навистени потоа ќе бидеме и поуспешни во тоа што го работиме. Да, и јас знам од сабаља ако не истрчам или извежбам, многу поразличен ден имам отколку ако го направам сето тоа. И тука е она кое што се заборави кое што е убаво и мислам дека и ќе продолжиме на подкастот да збориме за тоа, баш ми мило да спомна тенисот, бидејќи иако може не се согласуваме за фаворити кои не се... А за Џокович да не си? Ама пак се согласуваме за она суштинско што е важно. Така. Кажи ми, еве, Америка, Англија, сега Австрија, Виена, се на А, интересно. Да, не ми текнало тоа. Има алитерација. Да, ама, еве, години надвор Македонија, тие некои 14 години. Како се чувствуваш, например, кога размислуваш за Македонија? Дали остануваш во тек со настаните што се случува? Нели, еве, сега си тука, посетуваш, ама да, како ја гледаш Македонија и цела ситуација што се случува во Македонија од надвор, како сега пак странец. Добро мислам, пасаш од тука, македонски. Не, види, мислам дека нашата генерација и тука можеби подобро да зборуваме еве ова што рековме, јапонското инклузивно ние, бидејќи можеби не мора да те прашувам за возраста, неколку години сум постар и мислам дека баш тука се крши нели на оној премен помеѓу миленијалците и Gen Zers, нешто се крши. Не векам дека сега од тој момент па натаму секој оди на полошо. Ја не сум у принцип фаталист, ја верувам дека светот секогаш ќе се движи напред, само можеби ќе фаќа некои погрешни кривини повремено, како моментално нели на светската политичка сцена. Ама поентата ми е дека има нешто што се промени, можеби и за секогаш, а дефинитивно многу драстично во тој премен меѓу овие две генерации. Јас сум баш измеѓу еден од последните миленијалци. Затоа што нели дури и филмови, серии многу често се прават баш за оние години, да речеме 2000-ти, крај на 2000-ти, кога веќе беше општеството многу технологизирано, но не беше доволку дехуманизирано, нели нормално, не постоеше до толку вештачка интелигенција, немаше смартфони и така натаму. И мислам дека причината за тоа е што нашата генерација, значи, знаеме како да живееме и без ова прекумерна reliance, прекумерно подпирање на технологијата. Имаме таа и некоја независност, таа самостојност. Мислам дека тоа и јазично многу се одразува, значи јас иако долго време не сум во Македонија, мислам дека македонски се уште мојот прв јазик, размислувам на него, функционирам на него, сонувам на него, тоа е нели многу важно. Она исто кога те прашуваат на кој јазик броиш. Да. И мислам дека е тоа така затоа што не ни беше толку искварен македонскиот се уште, значи ја до 16 години кога сум учел тука, сепак сега кога ги слушаме младите, дури луѓе што уште живеат во Скопје, повеќе зборат на англиски или на многу иској. Се некам да звучам бумерски, као леле, кај отиде светов, ама ме разбираш, извини. Да, не, тоа е, не, ништо. Сега се согласувам дека е така и не, значи не јас се чудам некојаш кога поминувам преку улица и слушаш англиски. Тоа англиски перфектен, ама гледаш луѓе не се американци. А знаеш кој е најапсурдниот пример кога родители, што веројатно и во поодмината возраст научиле англиски, пошто нивно време не било толку популарно, со многу вака силен словенски македонски акцент на англиски му се обраќаат на своето дете да му влезе во уво, му вика get off the fence. Тоа е толку смешно кога го чујам вака у кафич на пример некаде. Така што тоа ми беше поентата дека сум одржал некоја врска со Македонија која што мислам дека е поширока од имам тука мајка ми и татко ми, не знам, баба ми и другари и така натаму. Професионално сега ако пристапиме посериозно, мене и истражувачките теми се ако сум сум се школувал како политиколог, сега еве политички економист, демограф, значи повторно мене студиите на случај ми биле од регионот. И тоа не било бидејќи јас сум се удирал во гради, морам јас за Македонија да работам. Мајка ми викала, немој сега пак ВМРО да се дај, остај малку пошироки хоризонти, ама види, значи ти не треба па ни да бегаш од тоа што си, значи секако дека државата каде што си пораснал, дека овде динамиките ги познаваш најдобри и најуспешен ќе бидеш во твојата област ако се калиш, нели, врз примерите што ти се најблиски. Така што, знаеш, во диаспората сега зависи од земјата, ама многу често приметувам дека има два типа на македонци.
едни што само се дружат со други македонци или балканци и други што некад не да видат друг наш човек. Значи еве јас сум избегал, сега сум се спасил и некам да чујам. Јас стварно тука пробувам да бидам некаде на средина, пошто мислам дека ни едното ни другото не се здрави. Да, тоа ми е секогаш интересно бидејќи јас сум од Источна Македонија, Струмица, и голем дел од луѓе кои што ги знам или еве, ако одам по принцип на елиминација, мои врсници со кои сум учел од 5 до 8, двајца сме во Македонија, ама другите се сите во Швајцарија, Германија, Словенија, Италија и сите се секоја заедно. И тоа е како да не знаат други луѓе освен нормално македонци, срби. И тоа е интересно. Ја ако живеам надвор, не верувам дека баш као тебе најверојатно ќе барам некоја средина помеѓу тоа, пошто знаме доста луѓе кои што бегаат да не видат други балканци. Да, бе, тоа мислам и од Достоевски има еден цитат, сега не сум ја читал книгата од кај што доаѓа цитатот, ама вака често на социјал медија за она како ти може да си го поминал целиот живот на една улица, а пак да си пропатувал многу повеќе како човек отколку некој што постојано се селел, така да тука нема некое правило. Во Виена има ризик бидејќи има навистина многу наши луѓе, тука баш лесно можеш да западнеш во една таква заедница. И јас имам поединечни вака пријатели балканци, ама друштвото гледам да си го градам према тоа кои луѓе ми одговараат. Значи ја не ставам априори вето на наши луѓе, ама се обидувам да гледам малку пошироко на тоа. Да, не, Виена е интересна кај што шеташ и од секаде слушаш српско, хрватски и различни јазици. Сега да те прашам, да навлеземе баш за кои се некои политики кои што ги гледа или политички случувања кои што се случуваат овде кај нас или се случувале во последниве, не знам да кажеме 5 до 10 години, кои што гледаш дека влијаат врз менталното здравје на луѓето кај нас? Ми текнува на една дистинкција од Канеман, си го чул сигурно, мислам, оне behavioral economist, почина пред некоја година, доби и Нобелова награда и он збори за таа разлика помеѓу искусена среќа и перцепирана среќа, мислам дека беше. И како го мери тоа? Еве да го земеме мојот пример од докторатот, наталитет. Кога ќе станеш родител, нели, иако е една од аспирациите што повеќето од нас ги има цел живот, ама кога конечно ќе се случи тоа, day to day ти си понесреќен. Во смисла дека ако те прашуваат они секој саат да мериш ти да запишуваш на скала од 1 до 10 колку се осеќаш среќно, ставаш пониски бројки бидејќи имаш повеќе обврски нели со децата и така натаму, ама кога ќе те прашаат за перцепирана среќа на крајот на денот, колку се осеќаш исполнето, тогаш обично даваш повисоки оценки. Така што мојавитот ми е дека зависи малку и како ќе го измериш, за каков тип на среќа збориме, за оваа порефлективна или за во моментот како се чувствуваш. Така што мене ми е мило што кога гледам барем на запад во развиени држави, кога гледам дека имаат тие и во министерства да дури луѓе, обично со истражувачки бекграунд, кои што знаат точно како со прецизна методологија да пресметаат различни политики како влијаат не само општо врз менталното здравје на луѓето, него го делат дури и на овие различни слоеви на ментално здравје. Не е конкретно мој домен за да можем да навлезам подетално, но мислам дека е добро што се препознава и што влегува во севкупната рачуница на политичарите кои ги дизајнираат политиките. Да, колку кај нас тоа се прави? Колку кај нас при дизајнирање на политики се гледаат овие аспекти? Ако знаеш и ако имаш некои видувања околу тоа? Не ми текнува некој пример вака што би резонирал во моментов, ама на институтот јас, пошто работам на институт кој што е регионален, значи ние се викаме Виенски институт за меѓународни економски студии, но формирани сме уште пред некои 50 и кусур години, значи во сред студена војна, и беше улогата и тогаш и сега идејата била да биде нели како некој мост помеѓу западот и истокот, малку и Виена како град, они се и политички неутрални, не се членки на НАТО и така натаму, значи они работат многу со истокот, вклучително и со Балканот, особено последниве децении поради нели миграциите што ги спомнавме. Така да јас пак цело време следам што се случува кај нас, еве јавно здравје, демографија, овие теми што се по-мои, ама за менталното здравје не ми текнува во моментов нешто што би можел да го споделам. Да, ако излеземе надвор од Македонија, кои се политики, например, кои може да се направат за да се подобри животот или не само животниот стандард, туку реалниот живот на еден човек, вклучувајќи го и менталното здравје?
тука пак доаѓаме на овие пошироки теми, значи нели корупција, владење на право, начин на живење и вие на секогаш победува во овие ранкинзи што ги прават нели за најливабл град. Тоа секогаш ми е тешко да го преведам, ама е некоја комбинација од најубав град, ама и наједноставен град за живење, град кај што ќе се чувствуваш најлесно се живее. Кај што едноставно ти е лесна живеачката, нема посоодветен збор. Така што, мислам, сите овие не е некоја нуклеарна физика, али еве сега ако навлеземе малку по-економски, по-стручно, Македонија веќе не е држава во развој во онаа класична смисла на зборот. Значи, нас и Светска банка сега веќе не дефинира како upper middle income country. Значи, ние сме во горната половина од светската дистрибуција на богатство и треба да почнеме да се носиме со тоа. Значи, да знаеме како да се држиме соодветно, затоа што, например, еве кога се зборува за привлекување на работна сила од странство, многу често реакциите се кој би дошол да живее да работи овде, ама не е така. Ти во светот се уште имаш многу длабока сиромаштија, значи имаш луѓе кои што би живееле неколкократно поквалитетно кога би се преселиле овде. А ние полека почнуваме значи да ги имаме тие некои проблеми на развиени држави, значи да не недостасува работна сила, особено за пониско квалификувани работни места и гледаме веќе во Скопје нели луѓе од други култури, посебно во услужните дејности од други континенти. Ама мислам дека малку и психолошки момент. Знаеш, имаше една колумна пред некое време, насловот беше "Не е тука најлошо". И се лесно ни е нас од диаспората да пометуваме, ајде не се жалете, не е толку лошо во Македонија, секако дека овде има огромни проблеми, дишеме еден од нив нели моментално. Но истовремено е важно да се потсетиме дека еве реков дека светот фати малку една погрешна кривина, значи секаде има предизвици моментално. И кога ќе ги погледнеме тие предизвици, понекогаш ни дава перспектива и се надевам дека може да ни помогне во намалување на тој дефетизам што го имаме дека овде никогаш не може да биде подобро. И само како една завршна вака мисла, значи се разбира, затоа викам дека немам тука некоја револуционерна идеја, ама како што ќе се развиваме дополнително, а веќе мислам дека и сме на таа точка каде што можеме да размислуваме за посилна индустријска политика, например, значи државата да вложува во конкретни сектори каде што имаме природна позиција да имаме поголем економски раст, значи оној модел на ниски даноци, на странски инвестиции, ефтина работна сила што сме го имали уште од 90-те, тој ни помогнал многу во транзицијата. Ама веќе е застарен, значи 30 години постоиме и веќе треба да го направиме тој нареден чекор, а моментално политиките не соодветствуваат на тоа. Да, јас само мислам на добро за тоа што кажа пред да завршиш, што тоа многу често го имам тој разговор со поготово луѓе наше, да земеме наша некоја генерација, наша возраст, каде што, знаеш, ние на некој начин сме израснати, знаеш, ќе успееш само ако си идеш од Македонија. Види, овде не можеш, ништо не зависи од тебе, невозможно е да се успее, ама ако гледаме малце на да, има луѓе кои емигрираат од причини да не може овде да живеат, а има луѓе кои што емигрираат бидејќи сакаат да се надоградуваат и имаат многу поголеми прилики таму кај што работат и тоа што сакаат да работат надвор од државата. Ама било каде и да одиме, тоа што викаш ти се уште си македонец, ти се уште мислиш на македонски, зборуваш на македонски, тоа останува секој со тебе и кај да сме, ќе имаш тие американци pros and cons. Така е, значи ќе има плюс и минус, има работи кои што ќе ти бидат многу подобри, има работи кои што ќе ти бидат проблеми, ќе ти бидат предизвик. Ама е многу тешко и едно нешто кое што мислам дека треба ние да работиме како нација, не само индивидуи, дека она чувство као ништо не зависи од мене, ја не можем ништо да сменам. И да, јас на пример избегав на избори за прв пат у Скопје, пошто конечно сменив живеалиште, и че знаев дека реално гледајќи ги работите како се одвиваат политички, реално и знаевме како ќе излезат на некој начин резултати од изборите. Ама пак мора да се убедам, не, ќе излезам, ќе гласам. Без разлика што може би мојот глас ќе биде на контото или нема да биде значајно, знам како ќе завршат. Бидејќи ако секој размислува така, никој нема да излезе. Тоа е така, и тоа е момент кај што не е кај нас најлошо, не е ни најдобро, ама не верувам дека има некаде кај што е најдобро. Или Не, апсолутно, мислам, види, еве, пошто тоа се поврзува и со ментално здравје, психологија, се што зборевме, значи прашање на менталитет, ама менталитетот е многу менлива категорија, ние многу често го спомнуваме како нешто фиксно, како нешто од кое што не се бега. Јас забележувам
голем пат на оптимизмот, голем пат на духот овде, особено кај нашите генерации, ама и општо мислам не е дека генерацијата на моите родители е нешто пооптимистично, дури можеби и напротив, бидејќи они неколку пати се разочарувале. Ние имавме тука вака еден као цик-цак момент би рекол, затоа што знаеш кога бевме во основно, во средно, го имаше тој така некој посттранзицијски као некоја мачнина. И после се случи шарената револуција, нели не мора да ја нарекуваме политички, ама протестите, така да ги кажеме, без разлика кон што на крајот, со што на крај резултира, но тоа беше момент на надеж. Апсолутно беше момент на надеж и сега забележувам дека тоа со носталгијата никогаш не знаеш дали си носталгичен за самиот тој момент, за протестите или си носталгичен за кога си имал ти 18 години, бидејќи сете било поубаво, ама мислам дека општо духот беше многу по силен и сега гледаме 10 години подоцна пак се враќаме на она претходното, ама како што реков, цик-цак не е дека не можеме да се возвратиме во иднина. Да, со тоа што е, знаеш, сега е многу потешко пак да се добие тоа чувство, бидејќи, знаеш, едно е да не знаеш како и да не си дошол до тоа, ама секоја си изневерен на некој начин од тие некои идеали и надеж уствари која што ја имаш, е многу потешко пак да се врати окей, може нешто ќе се смени. Иако пак мое мислење е дека се зависи од нас. И ние не може да ја смениме цела држава, може да смениме таму кај што сме. И живееме во свет кој што се развива најбрзо него било кога претходно. Значи, пази, ако поминале 80 години од кога нашите баби и дедовци оделе во школа, у овие 80 години светот повеќе има мрднат отколку у претходните 800 години, у многу погледи. Така да сепак треба да бидеме свесни за тоа, значи живееме во убави времења, иако моментално сме фатиле некоја погрешна кривина, и чисто вака мотивацијски мојата омилена фраза тука е, не знам дали знаеш, ама кога сме ја поднесувале апликацијата за членство во ЕУ на времето, значи 2005 стануваме кандидати, апликацијата валјда ја поднесуваме неколку години пред тоа, слоганот на апликацијата бил "И сонцето е ѕвезда", нели се игра со нашето знаме и со европското знаме. Жал ми е што тој слоган е некако подзаборавен, ама да пробаме да го вратиме и да веруваме во него. Да. Па гледам малце на сатот, може да превршувам овде, сакав да те прашам дали има нешто на пример што би сакал да додадеш од целиот овој разговор или целото твое искуство, живење надвор од државата, политички активен и со работа, што би сакал да го додадеш за да ја завршиме епизода? Па, пак ќе се надоврзам на овој момент на комбинација, значи од тука и од таму. Значи мислам дека е важно да ги задржиме тие некои наши елементи на оваа нематеријална култура што ја зборував, значи на начинот на секојдневно живење овде, значи таа наша автентичност, таа наша природност, необременетост, директност, бидејќи тоа навистина ги прави човечките односи многу по-човечни на крајот на краиштата, многу по-автентични, особено во време на вештачка интелигенција каде што тоа е најзагрозено. А истовремено малку да се обидеме да попримеме повеќе работна етика, малку поголема одговорност, малку поголемо чувство за колективот, а има многу држави и не така далеку од нас кои што можат да ни служат како позитивни модели во таа смисла. За крај, кое е твоето прашање сега за оние што не слушаат? Едно прашање за тие што не издржале до крај да не изслушаат. Во кој смисла прашање? Било што, можеш да ги прашаш било што. Тоа не те најави, сакав да видам како ќе размислиш, ама ова да биде нешто што ќе го одговори публиката за наредна епизода? Не. Ако имаш можност да прашаш било што би ги прашал нив? Тие што не гледаат. Па мислам, верувам дека повторно се вртат околу менталното здравје обично сите епизоди, ама еве ги спомнавме и културните разлики неколку пати и сето тоа. Можеби најдоброто прашање би било од која држава би сакале да видат гостин во иднина, бидејќи не знам колку имаш со странци разговарано, ама знам дека си шетан човек, дека имаш конекции надвор. Од која култура најмногу би сакале да слушнат и позитивни и негативни искуства во однос на ментално здравје? Па еве, сега може и тебе ти отворив работа за барање гости во иднина.